Се враќаме во студиото, ја следите емисијата Македонија наутро, го отвораме појасот по 8 часот, по вестите точно во 8 часот. Следната тема е економија. Гостин ова утро во студиото на Македонска телевизија, на емисијата Македонија наутро, е Орце Симов, подпредседателот на Сојузот на стопански комори, професор доктор Орце Симов. Добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Да, ова утро ќе зборуваме за животниот стандард во Македонија, за евентуалните интервенции на владеачките структури и за она што му се случува на обичниот граѓанин на економски план. Каков стандард имаат македонците? Стандардот е низок, ценовните шокови се високи, инфлацијата е висока, мерки на владата нема. Ние се наоѓаме во состојба пост-ковид, кога почнаа да се зголемуваат цените на производите, на енергенсите. Сето тоа беше предизвикано од зголемената побарувачка после локдауните што ги имаше 2020 година. 2021 година започна да се отвара економијата, да се зголемува побарувачката. Тоа предизвика зголемување на цените на репроматеријалите, на енергенсите, на потребните производни капацитети за производство на секакви типови на производи, и тоа доведе до зголемување на инфлацијата, која што се сметаше дека ќе биде транзиторна инфлација и дека за кратко време таа ќе се намали и ќе дојде до едно стабилно ниво. Меѓутоа тоа не се покажа дека е така. Инфлацијата долго време остана висока, така што ние живееме во еден период, особено во Македонија, кога стандардот на граѓаните е низок, а инфлацијата и ценовните шокови се високи. Може ли да се живее во Македонија со просечна плата, која што е мерило за стандардот во една држава, или се преживува? Ние сме сведоци дека потрошувачката кошница се зголемува од година во година, од месец во месец. Има одредено зголемување и на платата, на просечната плата, меѓутоа висока е инфлацијата, така што се наоѓаме во една временски период кога имаме трка помеѓу платите и инфлацијата, и тоа ја поттикнува инфлаторната спирала и не е добро. И затоа ние мора да се обезбедат мерки кои што пред се ќе намалат инфлацијата, затоа што во таа трка помеѓу платите и инфлацијата, платите секој пат ќе ја изгубат таа трка. За да ние можеме да го подобриме стандардот на граѓаните, мораме да го зголемиме производството. Мора да произведеме поголем бруто домашен производ. Не можеме со документи, со одлуки да ги зголемуваме платите, доколку нашиот бруто домашен производ остане на нивото на кој што е и не се зголемува. Мора да изнајдеме мерки како бизнисот подобро да функционира, да се произведуваат повеќе производи, добра и услуги, и на тој начин да се зголемуваат платите и да се зголемува стандардот на граѓаните. За да го направиме тоа, мора да се овозможат мерки кои што ќе го ослободат инвеститорскиот потенцијал на домашниот инвеститор, ќе го зголемат бројот на странски инвестиции, ќе се намали сивата економија, затоа што таа моментално е многу голема и според некои пресметки изнесува дури до 40%, ќе се намали бројот на одливот на младо население и работоспособно население надвор од државата. Многу прашања во овој одговор начнавте, што ќе ги обработиме во продолжение на разговорот. Неколку пати споменавте плати, пензии. Можат ли, видовме во еден прилог подолу во емисијата, каков е животниот стандард на пензионерите? Тоа се оние луѓе кои што ја граделе оваа држава, кои што се бореле за оваа држава, кои што се директни наследници на оние генерации кои што ги оставиле своите животи, ги положиле своите животи за да имаме подобро денес. Треба ли да се внимава на животниот стандард на најголемата структура на населението која што практично го носи општеството? Сигурно дека треба да се внимава на пензионерите, тие ја граделе оваа држава. На пензионерите и на средовечните луѓе, кои што... Да, и на средовечните луѓе. Пензиите што тие ги земат не се доволни за да се опстои во овој временски период кога имаме значителни ценовни шокови. Меѓутоа, од друга страна, пак имаме една неодржливост на пензискиот фонд, и тој без дотации од централниот буџет не може да функционира. Не може да ги даде ни тие пензии што во моментот се даваат на пензионерите. Ние имаме стопанство кое што работи со одредена динамика, со одредени параметри, и тие средства од вработените што стопанството ги уплаќа во пензискиот фонд не се доволни без дотациите од буџетот пензионерите да земат плата.
За да ги подобриме тие состојби, суштината е во тоа што дека треба да се зголеми бруто домашниот производ, да се зголеми производството на добра и услуги, да ја зголемиме економијата и на тој начин да се зголемат и пензиите, да се зголемат платите на вработените и од една страна да го задржиме и бројот, да го задржиме населението кое што во се поголема динамика се иселува надвор од државата. Со други типови на мерки ние можеме да ги зголемуваме и платите и пензиите, меѓутоа тоа нема да биде суштински, нема да биде одржливо на долг рок. Доколку ние не ја зголемиме економијата, не го зголемиме бруто домашниот производ, а ги зголемиме платите и пензиите ги зголемиме со дотации од буџетот, тоа значи дека ќе треба да се алоцираат средства од некои други мерки, кои што од друга страна уште повеќе ќе влошат состојбата во економијата. Ние сега гледаме дека сме пред ребаланс на буџетот, така што на почетокот од годината, пред почетокот на 2023 година беше предвидено за капитални инвестиции да има 790 милиони евра. Сега гледаме дека се одземаат од капиталните инвестиции значителни средства во износ од 290 милиони евра за да се доделат за плати на вработените во јавната администрација, пензии, останати социјални трансфери. Тоа значи дека ќе има помалку градење на училишта, болници, реновирање на патишта и помалку работа за стопанството, за кое што најдобра мерка се капиталните инвестиции. И на долг рок сета таа активност на тој начин да ние ги зголемуваме платите и пензиите ќе биде неодржливо, а тоа ќе го влошува и платниот биланс со надворешната трговска сметка, затоа што нема да се произведуваат повеќе производи и услуги, нема да се зголемува бруто домашниот производ, а ќе се увезуваат повеќе добра и услуги. Да направиме паралела со Германија, која што е ветена земја во Европа, каде што многу македонци се иселуваат и тоа комплетно со целите семејства. Таму просечната плата е некаде околу 4000 евра според последните податоци. Како да се бориме со вакво нешто? Кадрите тука ги подготвуваме, се трошат ресурси за да се создаде млад, квалитетен кадар, носечки кадар на една заедница, на една држава, на едно општество, а потоа тој кадар многу лесно се пушта да се одлее. Нели, не може никој да го спречи човек во современото време да оди некаде и да бара подобро место за живење. Сега мобилноста е многу голема, многу поголема од пред неколку десетици години и за жал има голем одлив на население од Македонија. Според некои статистички податоци, последните 20 години над 400.000 луѓе се одселени од Македонија. Тоа значи дека една четвртина, дека 20.000 луѓе годишно се иселуваат од државата. За жал тоа се млади, работоспособни луѓе кои што тука имаат државата трошела средства за нив да одат во градинка, да одат во основно образование, средно образование, факултет и потоа кога таквите лица треба да придонесуваат, да ја градат нашата земја, да придонесуваат за зголемување на бруто домашниот производ, да учествуваат во иновации, да ја градат економијата, тие се иселуваат и одат и работат во друга земја. Според некои статистики и математики, едно лице што живее во Македонија работоспособно, тоа придонесува во неговиот животен работен век од 40 години околу 1 милион евра. Значи ние ако имаме иселување на 20.000 луѓе работоспособно население годишно и тие вредат по 1 милион евра, значи ние сме во загуба 20 милиарди евра годишно. Тоа е огромна сума на средства и тоа е многу повеќе од странските инвестиции кои што доаѓаат во Македонија на годишно ниво се движат околу 300 до 400 милиони евра. Значи, ние мора да вложиме максимални напори и тоа треба да биде програма на секоја една влада, што да се направи, како да се направи за да се задржи населението во Македонија. Тоа треба да се направи низ повеќе системски мерки, кои што нема да бидат краткорочни, тие ќе бидат долгорочни и ќе бидат вистински, и ќе бидат одржливи и ќе овозможат животот во Македонија и од економска гледна точка, од гледна точка на поквалитетно здравство, поквалитетно образование, искоренување на корупција, зголемување на правдата, животот во Македонија да стане многу подобар и поубав и да луѓето немаат желба за иселување надвор од државата, затоа што ние се наоѓаме на географски услови кои што имаат климатски параметри многу подобро од северните земји и жалосно е што нашите луѓе не ја гледаат иднината во Македонија. Колку е сериозно влијанието на економијата врз демографијата на една земја?
според сето ова што го зборувавме до сега? Свесни ли сме колку е тоа сериозно? Јас неодамна бев на еден бизнис форум во Цирих во Швајцарија. Таму разговарав со еден директор на швајцарска компанија која што има погони за производство на вагони во Полска и тој се жалеше дека тие многу тешко го менаџираат тоа што растот на платите таму во последните години е над 10% и што има одлив на население од Полска. Кај нас ситуацијата на тој план е уште полоша. Ние долги години се соочуваме со намалување на работоспособно население и одлив на кадар и со зголемени плати, особено во последните години, кои што не соодветствуваат и се во голема разлика со растот на бруто домашниот производ. Значи, тие многу тешко менаџираат нешто што е многу полесно од условите што ги има во Македонија. Таму покрај тоа што има одлив на население, има и доток на население од други земји. Особено последните години, по војната во Русија и Украина, дојде многу работоспособно население од Украина, а и одливот на население не е толку голем како што е Македонија. Ние во последните години, затоа една од мерките кон кои што прибегнуваат компаниите и зголемување на цените на производите и услугите, имаме многу поголем раст на платите од растот на бруто домашниот производ. Значи, продуктивноста од една страна опаѓа, а од друга страна имаме зголемување на трошоците. И компаниите, за да можат сето тоа да го издржат, а нема поголем број, базата дури на производи и услуги кои што се продава во Македонија се намалува, затоа што се намалува бројот на население. Од една страна имаме намалување на бројот на клиенти, а од друга страна имаме зголемување на трошоците. Значи, еден од излезите кои што го гледаат компаниите е зголемување на своите производи и услуги и сето тоа води кон зголемување на инфлацијата. Јас во последните 3 години извадив некои податоци. Например, 2020 падот на економијата бил 6,1%, а платата пораснала за 6,59%. Тоа не оди едно со друго. 2021 7% пораснала просечната плата, 4% пораснала економијата. 22 10,87% пораснала просечната плата, 2,1% пораснала економијата. За 23 до сега, првите 6 месеци, платата во однос на 2022 пораснала уште повеќе. Значи, растот на платата се забрзува, 14,62%, а економијата е предвидено дека ќе расте само 2% оваа година. Пораст на плата, пораст на примањата, просечни во една држава, интервенција државна кај цените. Дали тоа е одржливо, дали тоа е зборувавте за во неколку одговори до сега, за тоа меѓутоа да констатираме дали тоа е одржливо на подолг рок. Цените на производите и услугите од компаниите не зависат само од цените на репроматеријалите, на суровините и на енергенсите. Во значителна мера, особено во Македонија, значаен инпут во цените на сите производи и услуги е сумата на трошоци што се одвојуваат за вработен, а таа, како што гледаме, забрзано расте од година во година. Така што најдобри краткорочни мерки се владата заедно со Народна банка на Македонија да ја намали инфлацијата на прифатливи 2 до 3%, а не сега во моментот е 8,3%, во Европска унија е 5,3%, значи неколку проценти сме повисоки од Европска унија. Значи, во краткорочните мерки треба да биде намалување на инфлацијата на прифатливи 2 до 3%, а во долгорочните мерки треба да се преземат такви системски одржливи мерки кои што ќе овозможат зголемување и на платите и на пензиите, а со тоа и намалување на желбата на населението да се одселува државата, меѓутоа преку зголемено производство, преку подобрување на условите за водење на бизнис, со што бруто домашниот производ ќе расте и на тој начин по природен пат ќе се зголемуваат платите на вработените, а со тоа ќе се зголемуваат и средствата кои што се уплаќаат во пензискиот фонд и на тој начин ќе се зголемуваат и платите ќе се зголемуваат и пензиите на пензионерите. Се друго е до делење на средства кои што ги нема. Ние не создаваме нов производ, нова услуга, а делиме нешто што не постои. За да можеме нешто да делиме, на некој да му доделиме да земе поголема плата и поголема пензија, мора да создадеме производ и услуга. Ако тоа не го направиме,
тогаш ќе се откажеме од нешто друго. Ќе нема патишта, ќе нема болници, ќе нема училишта и ќе нема други капитални инвестиции.